Почитувани гледачи, добро вечер на К3 телевизија. И ова вечер, среда, ваш домаќин и водител Боби Серафимовски. Се надевам дека ќе имаме убава прилика да ги представиме денешните наши гости. Реков дека секоја нова емисија со нови гости кои ќе имаме интересни теми и верувам дека ќе уживате во нашата програма. Вечерва со мене, на моје големо задоволство, е мојот драг колега, музичар, композитор, аранжер, продуцент, член на групата Биоритам, господин Цане Петров. Добро вечер. Добро вечер. И со мене е тука нашиот сограѓанин, значи Драган Јаким, човекот кој е претседател на Сдружение на уметност и култура и заштита на културно наследство Етно Ризница, кое е ново формирано здружение во Македонија. Добро вечер, господин Драган. Добро вечер и на вас и на гледачите. Ви посакувам пријатна вечер, одека со нас денеска имаме доста теми за разговор. Па до сега ни беше пријатно, нели? Так. Господин Цане доаѓа од Скопје, познат на нашите гледачи, по тоа што пред се член на групата Биоритам, човек кој што има за себе многу успешна музичка кариера, многу продукции, многу песни, многу соработки, меѓу другото и дел од Охрид Фест како уметнички директор. Каде најповеќе се пронаоѓате од сите овие што ги направивме ваши активности? Сега еве да се надоврзам на твоето овакво зборење, ова пред што ме представи, нели? Значи 394 композиции, тоест авторски дела имам до сега направено. Што за некој можеби е, како што ги знам ја некој од постарите од мене, не е можеби голем број, меѓутоа гледам за повеќе мината кои што кога го објавив тоа одма имаше малце, знаеш, реакции, леле, како многу си направил, кога си ги направил, знаеш, така да се стварно многу и тоа е долгогодишна работа. Меѓутоа, што ме праша каде се пронаоѓам, значи прво ми е основно групата Биоритам, со која што заработиме веќе 20 години и со која што еве ствараме, настапуваме низ светот. Секаде кај што наш разговор, мислам дека нема континент каде што не си бил со групата. Па има, Африка не сме биле, меѓутоа таму нема македонци, знаеш. И Австралија и Америка и Канада и се. Така, Африка не сме биле, пошто нема македонци. Меѓутоа, основното ми е, еве, во последно време, значи, е етномузиката. Тоа ме привлече веќе 7-8 години, па ќе сега во продолжение ќе си објасниме и си кажеме се така што се вика во поединости. Имаме многу интересен спој вечерва, почитувани гледачи. Господинот Драган заедно со господинот Цане, значи прават една соработка, се работи значи за едно ново здружение. Еден нов момент кој што е ќе биде многу интересен за нашите гледачи да ми објасниме што станува збор. Па вака, значи, искрено на самиот почеток и немаше некаква амбиција да се формира здружение, меѓутоа работите еволуираа во тој правец. Од нашата првична средба со Цане, значи, кога го запознав со мојата идеја, се најдовме веднаш, хемијата веднаш проработе и полека имплементирајќи го проектот за кој ќе разговараме, значи, едно по едно си дојде ситуација да треба да се формира едно здружение и така да, значи, заедно со Цане и со уште неколкумина наши истомисленици, заљубеници во народната музика и во македонската традиција, и во македонската традиција, во етното, значи, некаде во април месец, 23 април, формиравме Здружение за уметност, култура и заштита на културно наследство Етно Ризница. Така. И првична амбиција, која веќе ја полека имплементираме, беше да ги собереме старите македонски етно фолк мелодии, значи, од североисточниот регион. Тоа е многу интересен момент сега. Така. Тоа се фолк песни кои досега се необјавени, значи, кои ги знаат само по старите наши
Мештани од тие краишта, од тие краишта, да. И веќе имаме снимано можеби 30 на 40 часа. Значи тоа е музика, одличен материјал за еден композитор да може да работи, да направи да изводи, да направи. Тоа е многу добро. така. Значи веќе една година го собираме тој материјал. Верувајте, значи на сите страни каде што ќе најдеме од постарите луѓе, нели, кои ги се уште паметат тие песни, старите наши песнопојци, верувајте, во овој регион ги има многу. Значи, ни ги кажуваат тие песни и амбицијата е да во студиото кај Цане Петров, што веќе е тековна работа, значи, тие песни ги преслушаме, ги аранжираме во ново руво, нели, И добијат нов изглед, ново свет. нов изглед, да, меѓутоа да си го задржат етното. Значи да си ја задржат онаа мелодична линија. Кога веќе сме тука, би сакал да го прашам господинот Цане, бидејќи тој е продуцент и композитор и аранжер. Колку луѓето од тие краишта се талентирани за музика? Еве имавте прилика да ги слушате тие материјали, нели, од господинот Јас Драган. изненадев, мислев дека ќе ни оди тешко таа работа со собирање на некои песни. Мада тоа сепак е макотрпно што се однесува Драган, како што ми кажуваше, меѓутоа се изненадев од луѓето, колку што се музички надарени. Ти се Од срце го прават, музички го пеат. необразовани, а сепак многу верно ја донесуваат песната за тоа што веројатно ја знаат од мали деца што ја пеат. Што ја пееле нивните татковци, дедовци, можеби. Така. Господине Драган, ве прекинав за малку. Се извинувам, продолжете за целата идеја, концепција на ова што така. всушност го правите. Така, значи идејата е да се соберат и да се сочуваат, да се заштитат сите тие стари наши македонски народни песни од овој регион, да се аранжираат, нели, во ново руво и на нашиве помлади генерации и на сите нас и на сите оние не само во Република Македонија, него и пошироко сите оние кои ја почитуваат, кои ја милуваат народната песна, да им оставиме одредени трајни вредности. Верувајте, значи сето она што го правиме навистина е убаво и се надевам дека ќе остане. Благодарение на, нели, на сето она што техниката ни го дозволува во ова модерно време, значи ќе ги направиме, значи, со помош на Цане во еден нов аранжман, така да планираме тоа да биде една трилогија. Меѓутоа амбицијата е тоа да биде многу квалитетен материјал, така да нашите планови се првото CD да излезе во април месец, кој наредната година, кој би го промовирале во сите општини од североисточниот регион. Значи Липково, Куманово, Ранковце, Старо Нагоричино, Крива Паланка и Кратово. Второто CD би излегло едно 6 месеци подоцна, што ќе каже некаде околу дочекот на наредната 2017 година, а третото CD во план е да излезе мај месец 2017, со што ќе се заокружи оваа, значи, трилогија од изворни народни фолк мелодии. Ние имаме многу повеќе, сите тие во некои поинакви форми ќе бидат сочувани, заштитени, преработени, доработени, меѓутоа идејата е најквалитетното од сите, значи, досега соберени, а и продолжуваме и понатаму со собирање на, значи, на овие материјали, па би искористил прилика и нашиве постари слушатели, сите оние гледачи, сите оние кои ги паметат песните кои ги слушале од нивните мајки, татковци, од нивните дедовци, кои се уште се сеќаваат. Нека повелат. Нека повелат. Ете, јавен повик до оние што можеби знаат некоја песна од тие краишта, кои што ги чуваат во себе, да на некој начин ги... Верувајте, значи, навистина, не само овој реон, веројатно, сите реони во Република Македонија веројатно се богати со етното. Меѓутоа, навистина, овој реон е пребогат со многу убави етно композиции кои доколку не ги забележиме
доколку не ги преработиме, доколку не ги поставиме на носачи на звук, Нема да ги знаеме. нема да ги знаеме, ќе изумираат физиолошки заедно со луѓето кои што ги знаат и кои се уште ги знаат. И навистина со еден многу голем жар и многу голем ентузијазам луѓето ни ги кажуваат песни. Ќе ви кажам вака, ќе прекинам малку, значи вие избравте прав човек кој што навистина одлично си го познава занаетот, мојот драг колега господинот Цане. Би сакал сега вака како колега на колега, каква концепција имате за ова трилогија? Дали веќе имате идеја како ќе се пакуваат тие песни? Дали некои од песните веќе сте ги слушнале претходно? Добро, јас сега ќе се навратам од почеток, нели? Прво ќе кажам дека ако како што рече дека ме одбрале, дека одбрале вистински човек, значи доказе еве овие цениња. Се работи значи кажано, за инструментална музика веќе проверена, значи господинот Цане е човек кој што на некој начин сега ќе направиме една споредба. Ако Горан Бреговиќ е во бившите простори, Цане е на некој начин тука во Македонија, сега мислам вака. Добро, сега ова е друг стил на музика, меѓутоа сепак еве, овие три цедиња се еден доказ кој што ги поддржа Министерството за култура, на кој што секогаш треба да заблагодаруваме и кое што се надевам и овој пат во овој случај ќе ни излезе во пресред, нели, за овој проект. За вакви проекти секако. Така. И сега да се вратам на почетокот. Значи, собирањето на песните почна кога на Драган му дадов едно рекордерче за снимање и тој мислев дека ќе почне малци и ќе оди полека, меѓутоа со слаѓана сопругата како што снимале, кога ми го донесува тоа, и тоа не е дигитално, него аналогно е. Како што снимале, така треба да се пушта и да репродуцира тоа што го снимиле. Тоа беше негде околу 30 часови. За да го префрлам ја тоа во дигитална форма, значи во компјутер, ја требаше 2-3 дена да седам само да го пуштам и да снимам и да ги сечам песните. Без да ги слушам дали се добри или не се, нели? Значи, од тука почнувам да кажам дека и тоа стигнавме до 39-та бројка таму на песни. Значи, од тие што ги слушнав, јас издвоив 19 до сега и можам да кажам дека се прекрасни песни. Дали некој од песните веќе си имал прилика претходно да ја чуеш, например? Не. Имам неколку, 2-3, меѓутоа тие сепак ќе бидат застапени на ОЦ затоа што се многу малку слушани. Јас сум ги слушал порано како дете, што се вика, и од тогаш ми стоеле. Инаку не се презентирани во медиумите. Сега не знам дали би можел да кажам некој наслов од тие песни, меѓутоа нека остане ете така некажано за да оставиме да биде изненадување, нели, што се вика. Ајде сепак да кажеме, нели, се надеваме дека Месечино царева девојка ќе биде хит. Тоа ми е сега е многу битен момент како ќе се упакува целата приказна. Месечино царева девојка. Многу интересно, песната, многу интересно. така да неколку од оние луѓе што ги пееле песните ја имаат истата песна веќе испејано, што значи дека сепак била многу присутна кај во тој реон, нели? Јас сега предлагам пред да го продолжиме разговорот, да одрежите да ги замолам да одиме со една музичка номера, а потоа нашите гледачи ќе имаат прилика да слушнат уште многу интересни моменти и интересни работи во врска со ова што го прави. Секако.
Почитувани гледачи, ние се враќаме повторно во студиото. Навистина интересно дека јас се чувствам феноменално. Морам да ги поздравам нашите генерални спонзори. Тоа е музичко-едукативен центар Студио Серафимовски. Да кажем дека уписите за оние што сакаат да учат музички инструменти се уште трајат, бидејќи навистина интересот е многу голем. Ќе го кажам и телефонот за контакт 077 630 510. Значи оние што уште имаат намера да бидат дел од ова училиште, од овој едукативен центар, да учат инструменти и продукција, нека повелат, нека се јават на телефонот. А ние продолжуваме со нашите гости. Господин Цане, ова номер беше наистина прекрасна, со етно елементи во ваш стил. Па секако, ние, значи, идејата ни е секогаш да се задржи мелодиската линија на таа песна што е филтрирана, би рекол, меѓу народот со векови и останала како таква, значи треба секогаш да остане и во иднина таква. Меѓутоа, со новиот стил на обработка на песните, им се доближуваме на помладите генерации, така да бидат и за нив лесно слушани песни, нели? Да можат и они да ги разберат, да ги прифатат. Да остане нешто кај нив сепак од оние песни што биле и што останале до сега, значи да ги задржиме. Ајде само да кажем уште ова кога сме веќе тука. За кој како идеја, кои интерпретатори ќе бидат дел учесници во оваа трилогија што ја спремате како проект? Па јас сега не би ги набројувал по име, нели, од кога ќе ги одбереме песните, кога ќе веќе решиме кои песни ќе бидат, нели, ќе ги слушнеме како би требало да звучат и према нив ќе ги одредиме оние што ќе ги пеат, нели, интерпретаторите. Во секој случај ќе бидат наши еминентни пејачи, изведувачи. Да продолжиме сега со господинот Драган малку повеќе за делот организацијата, кој учествува, како, што. Па еве, јас би се надоврзал, значи, со Цане на моментот кога рече откако ќе ги избереме, значи, песните. Значи, целиот материјал веќе е на преслушување кај членовите од нашето здружение и имаме така еден договор да сите ние избереме, значи, дел од песните, па они кои се најповеќе изберени, значи, направиме селекција. Да направиме селекција. Значи, пак ќе кажем уште еднаш дека сите, буквално сите песни заслужуваат соодветно внимание, меѓутоа, дел од песните треба да се најдат во оваа трилогија, дел од песните треба да бидат во некоја амплак верзија, дел треба да бидат со некој друг стил и така натаму, меѓутоа ние ќе се задржиме само на песните, значи оние кои се фах на значи она што го работи Цане Петров. Јас би рекол, пред малку вие го споредивте, нели, со Горан Бреговиќ, јас би рекол со Цане Петров бардот на нашата етномузика. Јас се сложувам со тоа. А секако ќе бидат најдобрите одбрани. Не се сомневам во тоа. Апсолутно, да. Значи, во исто така пред малку Цане се изрази, рече дека ја симнува песната, ја става и правиме, значи, фонотека. Ќе си има самото здружение, ќе си има своја собствена фонотека. Меѓутоа, во материјалот не се само песни. Тоа сака да ја прашам. Така, значи, луѓето, нашите извори за информации, информаторите, значи, си ги кажуваат своите животни приказни. Верувајте, тоа се така дирливи некои моменти. Тоа се луѓе кои имале тежок живот на село. Од самите песни излегува она што се вика од грлото на уметникот, еден амбиент кој го Бигорот, да. На душата. Значи, тука има... Што живееле. Така, тука негде има... Негде се весели песни, негде се тажни. Тука има жетварски песни. Тоа е македонски блуз. Така, тука има жетварски песни. Има планински, има песни печалбарски, лазарски и така натаму. Значи, има од секаков тип песни и луѓето помеѓу останатото, значи, освен песните, освен своите животни приказни, ни раскажуваат различни случки од нивните животи, така да Љубе Гајдаджијата ни раскажа приказна за неговата прва брачна вечер, што е многу интересна. Кога сме веќе кај Љубе, значи, тука ние
ние песните ги собиравме од неколку банди на музичари, јас би рекол, банди на уметници. Тоа се во главном, навистина, убаво кажа, уметници. Тоа се луѓе кои дел од нив учествувале на фестивалот во Долнени и редовно таму носеле награди. Значи, тоа е една банда од музичари, се Љубе, Јове и Боге. Понатаму, тука е една Злата од Кетеново, па тука се Павле, Илинка и Елица од Каврак, селото Планинско, па тука е Калина од Шлегово. Со Калина имаме договорено, она најубаво се изразува кога е кај козите. Значи, одиме кај козите и таму снимаме. Значи, така се изразува, така најубаво се изразува. Потоа една навистина прекрасна господја Мара од Кратово, потоа библиотекарот Ангел, па тука е, али навистина сите немам амбиција да ги кажам сите, ги има многу Досе од Крива Паланка. Меѓутоа, значи, со сите нив не запозна и господинот Стевче Доневски, тој е еден хроничар од минатите. Да го поздравиме во оваа прилика, бидејќи многу дава допринос за вашата организација. Многу допринос, тој има и своја собствена куќа, етно куќа Шанчева во Кратово. Потоа тука се Иле и Малин, двајца браќа од село Сакулица, Кратовско и така натаму. Значи, еве, уште еднаш повик до сите оние кои... повик, јавен повик, така, што имат, може би нешто да кажат. Кои знаат некоја песна, да, слободно нека се јават, значи ќе отидеме контакт, телефон и така. Така во режијата. Значи, освен песните, значи тука има и разноразни адети, гатанки, случки и така натаму. Дали сегменти од овие гатанки, од овие кажувања можеби ќе бидат метнати во самото CD? Како да кажеме, песна, важно ги имаме снимено песна, и одвоено. Нешто се кажува. Пак так. Песна можеби би било интересно и необично. Значи вака ние освен трилогијата, значи што ја спремаме, во план е и да излезе една брошура во пишана форма каде што ќе се обратат нашите извори на информации со своја биографија, каде што ќе се обратат еминентни личности од овој крај со своји рецензии. Во таа пишана брошура ќе бидат поставени и текстовите од песните, сите оние кои што ќе ги снимиме. И значи амбиција е таа брошура во таа брошура да се содржани сите останати етноелементи, адети, гатанки, случки и така натаму, така да покрај трилогијата со песни ќе имаме и пишан материјал во кој освен нели она што ни го рекле информаторите, ќе напишеме збор 2 и за нашите случки собирајќи ја оваа музика. Каква е реакцијата од луѓето кои што ве обкружуваат и кои што веќе знаат за овој проект? Дали постојат луѓе кои сакаат да дадат и финанска поддршка, бидејќи сепак тоа ќе чини и ќе треба да се издржи финански? Првин би сакал да кажам, значи, за ентузијазмот од самите, значи, информатори, од самите луѓе кои ни ги кажуваат песните. Верувајте дека за нив тоа е празник кога ќе се договориме за одреден термин, луѓето се облакаат во народни носии. Ги носат своите кавали, гајди, тапани, за да сето тоа биде достојно. Да ни го дочараат како амбиент, значи, комплетно. Да. Како што било. Инаку, да, сите оние кои сме ги запознале со идејава, со проектот, ама буквално сите, значи се со задоволство ги примаат овие информации, ни даваат достојна почит за тоа што го работиме и од сите страни, значи буквално кај секого кој што сме се обратиле, сме добиле поддршка. Одлично. Од сега натаму, значи наидува периодот кога значи ние значи како имплементација на проектот направивме проект концепт нота заедно со буџет
кој е потребен за да сето ова се заокружи во една убава целина. Така да во наредниот период ќе излеземе на терен и да побараме соодветна финансиска помош, како од од Министерството за култура, како од задграничните, значи активности кои ги имаме веќе, значи етноздруженијето Етноризница како гост беше минатата сабота во село Шишковци, Кюстендилско, на една прекрасна, значи таму случка, така наречена Балканска черга, каде што ние како здружение бевме гости, каде што имавме убава соработка и би требало во перспектива, значи, трилогијава да ја прошириме и вон од границите на Македонија. На Македонија. Тоа ќе биде навистина интересно. Јас сега пред да продолжиме со разговорот за она што следува, нели, за Ризница и за што најавив на гледачите како изненадување понатаму, би сакал да малку и со мојот колега, со мојот драг пријател господин Цане, да поразговараме покрај тоа што ќе го работи, да кажеме, во овој проект како композитор аранжер. Како што речи самиот, нели, е многу активен со неговата група Биоритам, да, и со проектот што го работи со Ирена. Да. Значи третиот проект со Ирена што го работевме веќе го излезене, го гледаме овдека. Сакал да го покажам ова првото CD што излезе. Значи тоа не е опаковано уште. Веројатно вака и нема и така ќе остане, нели? Тоа е првото CD што излезе, значи од овој проект, и баш би сакал да кажам како почна целата работа, како почнав ја воопшто да ги работам овие песни. Значи татко ми кога почина, он си имаше една песна што ја пеел неговиот татко, дедо негов што пееле на слави. И сакав таа песна да ја обработам, нели? Така почна сето со кавали, со гајди, а Цано млада невесто се викаше песната. И после дојде втора песна и баш се погоди втората песна од Кумановски крај да биде. Ој девојче Рамбел мој. Веројатно тоа било некој патокас. Може би од тогаш, се испаѓа дека натака сум влечел уште тогаш, што се вика. Значи, тие три цедиња ги направивме со Ирена, што се однесува до Биоритам. Да, тоа се два различни правци во музиката. Да, сосема два различни правци се, меѓутоа мене ми е Биоритам матична група уште пред да ги почнам овие цедиња да ги правам, така да и ќе ми остане, нели, што се вика. Со Биоритам сме се спремаме за турнеја за Америка и новото CD секогаш, знаеш, пред турнеја се испаѓа ново CD. Да се промовира таму. И се промовира таму. Така да ние до тој период околу Нова година веќе договорен. Останува само да се среди техничките работи околу Биоритам визите. е популарна група во Македонија. Секако. Се појавите во тоа време со имиџот кој го имавте и кој се уште постои со тоа. Како е таа идеја да на тој начин се промовирате со шминка, со нешто? Па добро, да свртите внимание на некој начин, нели? Значи, најкратко кажано, идејата беше секојаш да се разликуваш од другите луѓе по нешто, пошто би те препознале веднаш. Например, во кола седиш, те застанува милиционер. Добро вечер, Биоритам. Не препознаваат по самата може би некој шминка, по фацата нема да те запознае, ама по знакчето ќе те види и одма знае кој си, што си. Так. Или некогаш е гужва по концерти ваму таму. Ако веќе ние сме дел од имиџот дефинитивно и знак за препознавање. Да, ако сме веќе ние, на пример, ни се случи Нова година пред неколку години свиревме на плоштадот во Прилеп и околу бината има секогаш гужва. Сега некој претрчал до колата да си земе некој каиш или сако, нешто и да се врати и во гужвата и оној што е, нели, има security. Што ќе пушти го? Ако не те види по знакчето у темницата, нема да те познае, знаеш. Интересно. А вака одма те препознава, знае дека има прилика пред некое време известно, не знам, да на телевизија, на македонска телевизија, ако не се лажам, да видам исто некоја група која направила друг знак, претпоставувам копија на вашиот. Па добро, сега знаеш. Сега. Секој сака да си прави по нешто да биде посебен и знаеш. Нека се живи и здрави, нели? Да. Не им смета, тоа значи дека веќе сте бренд, дека луѓето сакаат
да личат на вас, нели? Основното е што има место за сите, нели? Така. Така да. Пред да го продолжиме разговорот, јас предлагам да одмориме уште малку со една убава музичка номера, заедно со Цане и Ирена, а потоа повторно почитувани гледачи се враќаме во студиото и разговараме за традицијата, обичаите во Македонија.
Така е, нема побово девојче од Македонче. Се сложувам со тоа. Претпоставувам и моите гости. Да не забораваме да кажеме дека генерален спонзор на нашата емисија е музичко-едукативниот центар Студио Серафимовски. Уписот се уште трае, оние што сакаат да учат инструменти нека повелат. Да направиме една анализа на оваа песна и на она што сакаш пред малку да го кажеш, што разговаравме за... Да, значи две работи се тие. Оваа песна, Македонско девојче, не е народна песна. Значи, меѓутоа, толку е обнародена кај народот, например, песната е и толку прифатена. Многу е прифатена. Ја на секоја свадба оваа песна нема шанси да не се свири. Нема шанси да не се свири, значи. И така дојдов до идеја да обработам оваа песна и се надевам дека многу убаво ја обработив. Премалку разговаравме на тема песна, регионална песна, песна која што е била прифатена од повеќе. Така, тоа е второто што сакам да наци, кажам. Значи, накратко за тоа можеби сме ограничени со времето. Има една песна, се вика Ој ти пацу Дреновчанке, што ја има на третото CD, нели, ова етно што го направивме. И дојдов до некои видео документи и аудио записи во кои што таа песна се пее на турски, на грчки, на бугарски, на албански, на српски, на босански и на македонски секако. И сите викаат дека таа песна е нивна. Никој не знае чива е. Ја би рекол таа си е наша, штом сите ја земале од околу. Нели? Како македонче што се вика, таа се вика Ој ти пацу Дреновчанке. Господине Драган, да продолжиме со вас малку се на темата. Па што предмалку. Да, предмалку саме рече дека нова година ќе ја дочека во Америка. Дај Боже и нели биоритам да донесе некој од овие песни, па и ние како етно ризница наредната или таму некоја друга година да појдеме и ние со нив, нели, до Америка, Австралија, да промовираме. Само не знам, може би ќе треба да се шминкаме, бидејќи имиџот им е така, ако учествуваме со нив, ќе мора на сцената и ние да бидеме... Така, фризурите ни се исти, Мала шега да нашите. Така. Инаку, кога разговаравме пред малку за поддршката, значи секаде каде што ќе отидеме, навистина наидуваме на извонредна поддршка и може да се пофалам дека проектот ја има поддршката веќе и званично со званичен меморандум за соработка со сите општини од североисточниот плански регион, што за нас е особено драго. Понатаму имаме соработка со неколку здруженија како од земјава, така и од странство, сега со Бугарија. Во деновиве треба да воспоставиме соработка и со здружение од Врање, така да ја шириме целата оваа работа и се надеваме на голем успех. Поддршката е секако многу важен фактор во целата оваа организација што имате, бидејќи знаете. Може би и најважен. Па најважен, секако дека најважен. Ентузијазмот постои, меѓутоа треба да се направи финансиска поддршка, да се покријат трошоци за да се изгура работата до крај, на некој начин. Рековме дека на нашите гледачи дека има изненадување што јас и сега би сакал да најавам зашто станува збор. Па добро, кога сме кај изненадувањата, значи ќе ги има вечерва барем уште едно. Ова и уште едно. Так. А инаку работиме на случаев да има што повеќе и повеќе изненадувања и тоа пријатни и убави. Значи, проектот трилогија од изворни народни фолк мелодии од североисточниот регион во себе покрај трилогијата од 3 CD-а со изворни народни песни од североисточниот регион и покрај пишаниот текст, брошура и видеозаписите кои ќе ги има од случувањата, значи амбиција е секој CD поединачно и на крај сите 3 заедно да бидат промовирани во секоја општина од североисточниот регион, вклучително и Скопје. Меѓутоа, шлагот на целокупниот овој проект треба да се случи прв пат во, како е договорено во Здруженијето, во мај месец наредната година. Зашто се работи? Значи, во план е на просторот на североисточниот регион, онаму каде што ќе бидеме прифатени, онаму каде што
ќе дозволи просторот и нели амбицијата. Бидат понудени најдобри услови. Најдобри услови, значи во план е да направиме балкански етнофестивал на кој ќе учествуваат етногрупи од регионот, да, Албанија, Косово, Србија, Бугарија, Грција и Македонија. Значи, фестивалот е замислен некако мултимедијално, значи и за сега името би му било Денови на Балканска етноризница. Интересно. Така. Значи, нема тоа да биде фестивал од аспект на тоа да биде промовирана само музика. Само музиката, него тука ќе има промоција од секаков вид. Значи промоција од неколку вида што се однесува до етното. Ќе има изложба на носи, ќе има изложба на домашни ракотворби, ќе има посета на некои домашни колекции на етно предмети и посета на некои наши во околинава туристички локалитети и така натаму. Значи, тоа е замислено да биде онака баш и се надевам името му е баш пријатно, Денови на Балканска етноризница. Може етно кујна да се направи. Зашто да не? Зашто да не? Зашто да не? Особено кумановци се познати како големи гурмани. Значи тука е нели мезалукот, тука е нели значи сите ти имаат своји традиционални јадења кои што би ги промовирале на самата манифестација. Так. Секако и нема и туризмот да биде запоставен во цела оваа. Апсолутно, туристичкиот аспект ќе биде главниот, значи амбиција е, значи кога ќе се одржува фестивалот, целиот град, целата околина, целиот регион да биде на нозе, да значи случката да биде и медиумски да биде покриена. Секако. Апсолутно, да. И медиумски да биде покриена, зашто еве и поддршка давате вие како во секое време. К3 телевизија, така да ние тоа нема да го заборавиме. Секако. Добро, јас би сакал да одиме со уште една номера. А потоа пак да се вратиме во студиото и да продолжиме со нашиот разговор. Така, на уште една изненада. Реџија ве молам ако може. Zapletenka i nekoj me pati mamo zapletenka. S nošti pojdov mila mamo na sedenka i nekoj me pati mamo zapletenka. A si pojdov mila mamo na oroto, a si pojdov mila mamo na oroto i nekoj me pati mamo za kolano, i nekoj me pati mamo za kolano. A si pojdov mila mamo na oroto i nekoj me pati mamo za kolano.
maмо za kertanot I nekoj me fati mamo za kertanot Včera pojdov mila mamo na bostanot I nekoj me fati mamo za kertanot Pa se vrativ mila mamo na bunarot Pa se vrativ mila mamo na bunarot I nekoj me fati mamo za fustanot I nekoj me fati mamo za fustanot Pa se vrativ mila mamo na bunarot I nekoj me fati mamo za fustanot Той drž, jaz drž Той trga, jaz trgam Той trga, jaz trgam Той na tamo, jaz na vamu Seski na fustanot, mamo, seski na fustanot Pustото mi luto, mlado, mirno ne ostana Seski na fustanot, mamo, seski na fustanot Pustото mi luto, mlado, mirno ne ostana Почитувани гледачи, ние се враќаме во студиото. Господинот Цане навистина интересен аранжман. Аранжман кој што плени и кој што на некој начин има превладува и со некои џезевски елементи, со некои интересни ритмови. Па јас еве и реков и на почетокот, нели, сакам таа етно музика што останала да прилагодам и да слушат и новите генерации, нели. Меѓутоа новите генерации сепак сакаат па нешто модерно, секаш нешто модерно што ќе испадне, меѓутоа сепак со најголема почит према нашата, значи песна што ќе остане, мора и аранжманот да биде многу богат, нели. Многу интересен аранжман. Сакав да прашам, кога веќе разговаравме за снимањата во тие краишта, дали имаше прилика да бидеш присутен на некој од снимањата? Да, имав прилика да бидам присутен, баш се сеќавам во Кратово во кулата кога бевме, дека дури и Тапанот го земав, имаше некоја песна пеа, па беше 23 осмини, не знам, и таму ја исправивме некако, да. Така. Сеќавам, баш ми беше тоа интересно и што сакав да кажам. Разговаравме во Шлегово нешто за јазикот. Дознав нешто сосема случајно дека од Шлегово и од околината на Кратово потекнувал некој фурниски јазик. И тој фурниски јазик се користел во турско време, за нашите си го имале измислено, зборови за имале различни за се, за да си се разберат, а турците нели некој таму да не ги разбере што зборат помеѓу себе. Така, ние почитувани гледачи цело време најавуваме изненадување и овој пат господин Драган ќе каже за што станува збор конкретно. Па добро, тоа се работи за еден друг проект
кој во склоп на па Ризница, значи да, во склоп секако, значи и самото име на здружението Здружение за уметност, култура и заштита на културно наследство кажува со што тоа ние ќе се занимаваме. Овој пат проектот нема да биде долготраен 24 месеци и не знам колку, него значи неговата имплементација полека се движи кон финишот. И еве прилика и да ги запознам значи и гледачите со таа новина, со тоа изненадување. Значи за прв пат на 18 октомври, значи за 18 на дена, недела, со почеток во 11 часот, на локалитетот Камени кукли, односно Весела свадба, во селото Куклица, Кратовско, ќе се одржи една манифестација, така наречена шопска свадба. За што се работи? Значи се работи за редица на адети и активности кои луѓето од овој крај со векови наназад ги негуваат и шопските свадби се познати како многу весели, како многу содржајни, почнуваат во среда, завршуваат во понеделник. Овој пат, за прв пат, значи, ќе направиме таква една манифестација шопска свадба на локалитетот Камени кукли, која што ќе биде со неколку, значи, адети, како што е јавање на коњи на устршници, кој, нели, кој прв ќе дојде, ќе му се поклони кошула, после ќе има адет китење на младожењата, ќе има младожење и невеста кои се членови на културно-уметничко друштво. Тоа сакам да кажам. Значи овој пат ќе биде како театарска представа. Така, да, овој пат ќе биде како театар. Значи јас добив благослов и од дедо Јосиф, го посетив, го запознав со амбицијата и со идејата да се одржи шопска свадба, доколку дедо Јосиф е слободен тој ден, најави своја посета, да. Значи, тоа ќе биде една таква манифестација која ќе има за амбиција да прерасне во традиционална, како што амбицијата е слично на галичка свадба, така? Па, не би сакал да правам споредба, меѓутоа значи секој реон си има своја особеност. Секој реон си има своја особеност, верувајте, во шопскиот крај има толку многу адети и толку многу убави работи кои треба да се видат. Така да ние планираме од наредната година, значи да се уште во здруженијето размислуваме кој начин да го земеме за примарен, како да ги одржуваме тие свадби од до година, па или тоа ќе биде конкурс, па сите младоженци од периодот октомври оваа година до октомври наредната може да се пред каменот. Да, може така. Може тоа да го направиме за некое семејство кое не може да си направи свадба, па ќе ја направиме сите заедно таму. Така има јавен конкурс, нели? Ќе има јавен конкурс. И ќе се изберат Така. Манифестацијата ќе си има свое сценарио. Вашата куќа ќе биде еден од медиумските покровители на самата свадба, значи, зашто изразувам особена благодарност. Самото сценарио ќе иде, значи, тука ќе земат учество неколку наши еминентни стручњаци од областта на етнологијата, археологијата, уметноста и така натаму, а откако ќе заврши церемонијалниот дел, во близина на локалитетот Камени кукли има еден прекрасен ресторан, каде што ќе биде епицентарот на одржувањето на свадбата. Ресторантот се вика Куклица Етно и значи благодарности до нив што ни овозможија во нивниот ресторан да се одржува значи она што ние го замисливме. И еве отворен повик за сите оние кои сакат. Значи уште еднаш да повториме кој датум 18 октомври. Со почеток во 11 часот. Значи еве ги покануваме сите гледачи да бидат присутни на оваа прва шопска
шопска свадба која што понатаму ќе продолжи, нели, како традиција. Секако. Како што сакаме фестивалот Денови на Балканска етноризница да прерасне во традиционален, така и шопската свадба има амбиција да се стане традиционална. Јас во моје име и во името на нашата телевизиска куќа К3 телевизија ви посакувам многу успех. Тука некаде веќе и доаѓаме при крајот на нашиот разговор и на нашата емисија, почитувани гледачи. Ми беше навистина задоволство што бевте мои гости во Серафимовски шоу. Верувам дека откако ќе заврши оваа манифестација шопска свадба, ќе направите некој видео по кое ќе можеме да го промовираме на нашата телевизија. Апсолутно. Господинот Цане, исто ви посакувам многу успешна кариера и на вас понатаму, многу успех, да. Почитувани гледачи, вие останете со К3 телевизија. Верувам дека ќе уживате во нашата програма. До тогаш, пријатна вечер и се најубаво од Боби Серафимовски.